Македонската компанија Balkan Floors е успешен пример кој кажува дека мерките за вработување даваат резултати. Преку мерката кредитирање со самовработување, сопственикот, освен што отворил сопствена компанија за изведување и продажба на подови, успеал да го прошири бизнисот и да вработи нов кадар, благодарение на владината поддршка. Оваа компанија денеска ја посетија министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски и директорката на Центарот за вработување на град Скопје Слободанка Алексовска. Според Ибрахими, анализите на терен покажуваат дека се големи ефектите од програмите на владата за вработување. Можам слободно да кажам дека проектите и преку програмите Македонија 1, Македонија 2, оперативните програми вложија со навистина добар резултат. Но тоа не значи дека тука ќе застанеме. Конкурсите кои што излегоа пред некој ден во делот на субвенционирано вработување, во делот на кредитирање, кажува дека сме на добар пат да постигнеме одлични резултати во делот на вработување, но сепак во многу ќе зависи од политичката ситуација. Директорот на Агенцијата за вработување Поповски пак истакна дека оваа компанија е пример каде што неколку владини мерки довеле до зголемување на вработувањата. Еве уште еден успешен пример кој што во 2015 година почнува како едно лице со кредитирање, веќе има дополнителни 3 вработувања, од кои се 2 вработувања со мерката за кредитирање за дополнителни вработувања во отворена фирма. Воедно го користи можноста за ослободување од придонеси според Македонија 2 и така да постигнува зголемување на бројот на вработени во неговата фирма, нормално го зголемува и бројот на вработени во Република Македонија. Тој нагласи дека на отворените огласи што почнаа во јануари-февруари годинава, досега има солиден број апликации и појасни дека само за мерката самовработување со грант до вчера се поднесени 902 пријави. Сопственикот на Balkan Floors Јован Еловски нагласи дека фирмата ја основал пред речиси 2 години со самовработување во Охрид, пошто се решил бизнисот да го прошири во Скопје со дополнителни мерки за вработување на лица до 29 години и за вработување на лица над 50 години. Во почетокот почнав ја основа фирмата со самовработување. Тоа беше и јас од Охрид сум. Еве доаѓам тука се од Скопје после година и пол-две со дополнителни мерки исто за вработување што се за лица исто така до 29 едно вработување, така и другото лице над 50 години што е. Во секој случај дефинитивно се добри, бидејќи на почетокот за стартап бизниси кои што се е многу охрабрувачки во најмногу ради трошоците, додека веќе се развие пазари. Раководителката на Центарот за вработување на град Скопје Слободанка Алексовска ги повика сите невработени, особено младите до 29 години, да аплицираат за мерката самовработување со кредитирање.